Утре ќе се знае дали Косово целосно ќе ги повлече повисоките царини за зеленчукот и овошјето. Косовската влада треба да одржи седница на која ќе се разгледат аргументите кои во петокот министерот за економија Крешник Бектеши му ги пренесе на косовскиот колега Бајрам Хасани. Македонската страна го чека исходот од утрешната седница на косовската влада за потоа да одлучи дали ќе се преземат контрамерки. Иако стигнува осуда од сите страни за ваквиот чекор на Косово, агонијата на македонските земјоделци продолжува. Се бројат милионски загуби од застојот на извозот на Косово, додека домашните производи скапуваат на пазарите. Европската комисија денеска упати остра критика кон Приштина. Реакцијата следи по неколкудневно чекање за да се види дали Косово и земјите од регионот ќе успеат да ги надминат разликите во трговскиот спор. Првично ЕКА ја поздрави одлуката на косовските власти за укинување на заштитните мерки за увоз на овошје и на зеленчук кои доаѓаат од ЕУ, но постои загриженост околу фактот дека мерките кон земјите од регионот се уште во сила. Жалиме што заштитните мерки остануваат на сила за другите земји, вклучително регионалните партнери до ЦЕФТА. Ова е загрижувачки и штетно за регионалната економска соработка. Затоа Европската комисија итно го повикува Косово да се однесува конструктивно, за да ја реши ситуацијата без одлагање, особено со оглед на тоа дека Косово моментално претседава со ЦЕФТА. Косово од 18 месецов воведе царина од 30% за увоз на овошје и зеленчук за земјите од регионот. Иако спротивно на правилата на ЦЕФТА за безцаринска трговија, по притисокот на министрите од регионот, косовските власти повлекоа дел од царините, но не и за нас најзначајните производи: доматите, пиперките, грозието и јаболката. Извозот на овошје и зеленчук кон Косово лани изнесувал 6 милиони евра, а за 6 месеци годинава 2,5 милиони евра. Најголемиот дел од овој извоз се прави во лето, односно во шпицот на бербите. Косовските царини силно удрија по џебот на земјоделците. Според проценките на бизнис заедницата, штетите од оваа мерка на Косово, која доколку не се повлече треба да трае 90 дена, ќе изнесуваат 3 милиони евра.